civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Па, во тоа време, мислам, најголемиот начин беше, најголемата влијание врз мене беше, што бев помлад и во тоа време немав видено толку жесток напад врз платформа која што јас сум изградил, бидејќи пред тоа беа обични сајтови за македонски корисници, мои клиенти што имаа продавници, некои информативни сајтови кои што беа забавни најчесто и никој, барем во тоа време, никој не ги допираше. Кога се случија првите паѓања и кога се локира во серверот, затуши еден файл каде што можам да блокирам IP адреси и сакав да додадам нешто, видов дека не постои сајтот на серверот и тука се извадив од памет. И среќа ми текна дека сабајлето само што направив бекап, го вратив вебсајтот и повторно ми го избришаа, баш поради тоа што хостингот не сакаше да поддржи, не сакаше да издржи такви напади, бидејќи тоа е shared hosting во времето кога бевме ние, потоа отидовме на dedicated. Не сакаше да страдат и другите корисници заради нападот за кој што нормално не бевме виновни или не. Тоа што пробавме да објасниме, не ни беше дозволено да си. Што е brute force? Се сеќавам тука што ми објасни. Значи, имавме brute force од информатичкиот дел. Важно. Brute force напад, наједноставно што можам да објаснам е ако кога се логирате некаде, било каде имате юзернейм и пасворд. Има програми кои што, например, ако ви го знаат юзернеймот, посебно ако ви го знаат юзернеймот е многу поопасно, има програми кои што пробуваат многу пасворди во ненормално брзо време. Сега, имаме ние начини против тоа, најчесто тоа е 3 time local. Значи, после третиот безгрешен пасворд, юзерот се исклучува на одреден временски период или му се кажува контактирате го администраторот за да биде вратен пасворд. Ја имав поставено неколку работи кои што ми дава алатки кои што ми известуваат за овие работи и бидејќи имавме скриено нашата страна за логирање во тоа време, но се уште да стои. Но пред тоа имаше многу интересни креативни юзери со кои што бидејќи не ги знае юзерите, имавме за заштита на базите за да не е нормално. Сега не ги кажуваме. Не. Не, имаше неколку видови на начини, особено за WordPress, бидејќи јас повеќе работам на таа платформа. На WordPress има неколку начини да скенираш вебсајт, јас сум го правил ова. Всушност така се вработи во фирмата каде што работам сега, го скенирав сајтот и слушай имате 13 точки каде што можам да ме нападнам, вака, убаво објаснато и сега видиме вработи. Мислам дека WordPress како голема платформа, во смисла на блогери, дури BBC Америка го користат. Точка кога нивните юзери можете да ги излистате, сум ги излистал неколку пати, чисто како пример. Се надам нема да видат, треба да барам после друг сајт за покажување на луѓе, ама еве како една голема организација BBC Америка користи WordPress, што е тотално во ред, но базата не е заштитена до тој степен за да можете да ги видите, да ги излистате юзернейм на нивните новинари или луѓе што качуваат вести. Ако го имате тој юзернейм, можете да правите brute force напад. И ако некој има доволно време и еден VPN од 50 евра, не може да знаете од каде доаѓа нападот и евентуално ако не сте добро заштитени, може да влезе во вашиот систем и да добие одредена контрола зависност од тоа каков пристап има юзерот. Нормално. Колку пари кошта еден хакерски напад? Може би за двајцата? Одамна немам гледано цени, не ми треба, но знам дека на Dark Web многу ботнет мрежи што може да се изрепаат на одреден период, дури не мора ништо да правите, само давате пари, нормално биткоин или друга. А биткоин се користи за тргување со вакви услуги? Па да. И најчесто, може било која друга криптовалута, мислам, не е проблем. И ако до одреден момент можете само да даете домеин на таргетот и тие ќе го извршат. Посебно ако е тоа некој e-shop, тие нивните војни. И тоа може да биде многу успешен напад. Цените стварно не би можел да шпекулирам, ама знам дека не се надвор од недостапноста, особено за некои вака. Дури и за нормални луѓе, а не па за одредени структури, каде што веќе имате посериозни сервери, треба посериозни напади, затоа што обичен напад, тука на Dark Web нема многу да направи, на слободен печат.
Значи јас да земам 16 компјутери, целата цивил канцеларија да протворам во .NET мрежата, во .NET мрежа, не верувам дека би го слушал никогаш слободен беше. Така да има одред, значи како што е поголем медиумот, толку и поголем серверот, повеќе ресурси се трошат за негово за негово уривање. Не е едноставно воопшто и не е лесно. Не сум сигурен дали добро се сеќавам, но проценките на вредноста на нападите во еден месец во 2015 година на цивил медија беа некаде околу 15.000 евра во Да, значи тогаш кога имавме многу силни напади, со се трошокот кој што ние во 15.000 евра дневно, не се сеќавам. Не знам, не се сеќавам, само треба да провериме. Ама знам дека многу од работата ние што ја вложивме, серверите кои што ги земавме, значи на други места, тие тоа што мора да го способат нападот да биде посилен, тоа кошташе многу пари. Да. Сега тоа користат домашни сервери кај што Да, тоа сака во преска. Значи тоа е многу сериозен. Тоа е неверојатно. Не знам како да објаснам колку е сериозно ова како доктор кога гледа дека пациентот има рак. Некако на тој начин можам аналогија да представам за тоа што ако во една држава имате напад кој што нападнат индивидуа жртва, ако тврди дека е нападната има докази, особено ако има докази и тие IP адреси се потврдени дека доаѓаат од тие места каде што доаѓаат, тоа е на многу нивоа страшно, како што потенцираше Сашо, не само за медиумите, туку за самиот, ако ЕВН има плаќање онлайн. Ако се влезе во таа база, што спречува да избришат дека јас сум платил последните 12 месеци? Јас секогаш плаќам онлайн, никогаш не сум бил, не знам каде. Ама ако се избрише дека сум платил, или ако се направи едноставно вајп на базата и немаат бекапс, ако им избришат и бекапс, ако немаат посебен сервер за бекапс, зашо во Македонија не ме чуи? Реално немаме добри информатички структури во место. Не сум ги видел никогаш тие принципи да бидат воведени и добри информатички принципи да се користат во ретко дури во организации. Дури и во фирми, ретко кај нас се користат добри принципи за менаџирање на юзерс, на многу лесно се даваат пермисии на администратори на луѓе. Здраво, те вработуваме, еве ти администратор. Не, многу работи има што се направени во информатиката да спречат одредени ствари, но некои луѓе ги мрзе да ги користат, затоа што треба 10 минути повеќе да се посвети на тоа. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.